Додека во јавниот простор доминираат темите поврзани со идентитетските прашања што ги наметнува Бугарија, странично се провлекуваат темите кои задираат во сршта на живењето на граѓаните. Вадање лични карти и пасоши, регистарски таблички, недостиг на образци и документи. Во светло на тоа како граѓаните комуницираат со своите општини, со централните институции, се наметнуваат низа прашања. Како да се избегне човечкиот фактор и зошто институциите се подлежни на корупција, почнувајќи од судството па се до шалтерските административни работници и потребите на граѓаните. И последниот барометар на корупцијата покажува поразителни резултати. На овие теми вечерва во 24 отворено разговараме со Неда Малеска од Центарот за управување со промени. Добра вечер и добре дојдовте во студиото на ТВ24. Добро вечер, благодарам на поканата. И со Нури Бајрами од Антикорупцијската комисија, член на Антикорупцијската комисија. Се надеваме на интересна и плодна дебата. Господја Малеска, ги спомнав, Малеска Сачмаровска, ги спомнав овие последни примери со кои што граѓаните деновиве се соочуваа. Тоа беше вадење на лични карти, пасоши, недостиг на документи, па гледаме оние огромни редици пред шалтерите каде што треба, па дури и пред зградите на 40 степени, луѓето се таму, сите во надеж дека ќе стигнат до некој документ, да го извадат побрзо и полесно. Вие долго време работите и се занимавате со проблематиката на дигитализација и на овој сегмент од работата. Зошто тоа се уште каска? Благодарам, Младен. Веројатно причините за ваквите состојби се бројни, дел од институциите веќе во јавноста ги објаснија, меѓутоа ми се чини дека денеска во услови во кои што се движи државата, имајќи ги предвид и актуелните состојби надвор во однос на дигитализацијата на услугите, нема изговор за тоа да граѓаните треба да чекаат режици пред шалтерите, наместо да ги добиваат дел од документите во дигитална форма. И тука е еден од клучните проблеми, бидејќи, видите, кога зборуваме за темите за реформи на јавна администрација, првиот контакт на граѓаните со институциите се токму овие моменти на вадење на дозволи, овие моменти во кои што стапуваат, имаат потреба да добијат некаква услуга, и доколку тука имате проблем во комуникацијата со граѓаните, јасно е дека имате сериозни проблеми во начинот на тоа како треба да ги подобрите услугите и треба навистина да ги насочите целото внимание кон таа сфера. Имено во изминатите години работевме Центарот за управување со промени заедно со институциите, особено со Министерството за информатичко општество и администрација, работеше на оној каталог на услуги, каде што преку централниот портал услуги Gov.mk вие можете да аплицирате за дел од овие документи. И вистина, документите можете да ги добиете и по електронски пат, особено оние документи кои што се однесуваат на изводи на матични книги на родени, венчани и така натаму. Меѓутоа, факт е дека граѓаните и немаат навики да ги користат дигиталните услуги, односно да се обратат на тој портал. Навиките се создаваат, некој треба да ги поттикне тие навики. Јас прочитав во вашето истражување дека 87% од испитаниците одговориле дека воопшто не е одат на тие портали кои што можат да овозможат таков тип на услуги, давање дигитално. Само 13% се обраќаат кон овој дигитален систем на работа. Зошто? Да, тој процент дури беше помал во изминатите 2 години, 3, како резултат на кризата, на ковид кризата, односно предизвикана од ковид вирусот. Институциите сега имаат и дури повеќе побарувања низ овие дигитални платформи. Не е само овој систем на услуги Gov.mk, и управата за водење на матична евиденција си има свој систем на електронски услуги и оттаму можете да ги побарате услугите и да ги добиете дел од овие изводи, да ги добиете во дигитална форма. Но велам се уште навиките на граѓаните, како што сте видели во нашето истражување, 80-90% од граѓаните сакаат да ги добијат тие услуги така што ќе појдат на шалтерите и оттаму се создаваат и овие редици. Но исто така факт е и дека оваа наша дигитална инфраструктура не е толку силна страна и дека во одреден период од времето
Самиот портал на вадење на дозволи низ електронски пат потврлаше, па така граѓаните кога ќе пристапат еднаш или два пати до таа дигитална платформа, ќе им биде тешко да влезат, им треба повеќе време или не можат лесно да ја добијат услугата, се обесхрабруваат и директно одат на шалтерите. Тука се создаваат редици, метежи, дури имаше и конфликти во одредени ситуации кога беше кризата, и тоа се повеќе упатува на фактот дека ние мораме да почнеме да размислуваме сериозно на темата дигитализација и да направиме некакви траектории за тоа кои се најфреквентните услуги во животниот век на еден граѓанин и првен нив да ги дигитализираме. Нашата администрација постојано говори за тој процес на дигитализација. Ако можете да видите во програмата на владата, тоа е едно приоритетно прашање. Ќе ви рече вице-премиерот за борба против корупција дека и ова прашање е многу важно околу дигитализација како превенција на корупција. Меѓутоа, кога ќе дојде во реалноста, нема многу прогрес во насока на тоа кои услуги досега се дигитализирани или некаков да видиме напредок кој што е суштински во изминатите години и кој што го возможува повеќе пенетрација на овој дел на дигиталните технологии. Ние веќе не зборуваме за влада која што е една година на власт, па сега да можеме да кажеме не било претходно ништо направено, веќе зборуваме за влада која што има еден 4-годишен мандат. Што е направено во изминатите 4 години на тоа поле? Па морам да речам дека овие напори се скромни, повторно има и одредени позитивни примери. На дел од примерите можам да се задржам, како што се услугите во областа на образованието, на кои што и ние како центар работевме, каде што се дигитализирани пристапот до стипендии или пристапот до сместување во студентски домови или пак пристапот за добивање на одредени податоци и информации од Министерството за образование, вклучително и Секретаријатот за европски прашања, например потврдата за регистрација на проекти можете да ја добиете во дигитална форма, се надеваме и во скоро е пуштен порталот. Меѓутоа тоа се мали чекори, бидејќи станува збор за долг период, како што веќе рековте, и во тој долг период владата треба да стави приоритети кои услуги првен ќе ги дигитализира. Само еден пример за британската влада. Во 400 дена рекла 25 услуги кои што се најфреквентни за граѓаните, кои што најмногу одат на шалтерите, мораме да ги дигитализираме и тоа се случило во 2013 година. Не треба, сакам да речам, многу време, не треба ни многу ресурси за да институциите ги идентификуваат тие клучни услуги во комуникацијата со граѓаните и на нив да стават приоритет и нив да ги дигитализираат. Каде е полоша или подобра состојбата во онаму каде што доминираат и работат општинските власти или онаму каде централните институции се тие кои што ја буткаат работат? Па, јас би рекла дека на централно ниво се по-проблематични услугите. Зошто велам? Работевме и на ниво на општините. Кај општините, првен и заради бројот на жители во една општина, во помалите општини, побрзо реагираат општините и се во поблиска комуникација со граѓаните. И таму има сериозни проблеми, во смисла на тоа дека нема унифицирани образци, дека не знаете каде да ја земете услугата, дека одредени услуги не се поврзани со регистрите на централно ниво, па ве препраќаат во местото на живење. Преку неколку примери подоцна можам и да ви демонстрирам што тоа би значало. Меѓутоа, на општинско ниво, уште некако имам впечаток дека подобро одат работите отколку на централно ниво, бидејќи концентрацијата на населението е во Скопје, па од тука и напливот на овие, да речам, услуги кои што ги издаваат централните власти е поголем на граѓани. Да. Господине Байрами, го спомнавме барометарот на корупција, тоа е овој последниот што беше направен. Претходно ја имавме истражувањето за перцепцијата на корупцијата, каде што дојдовме до едно историски неславно место. И сега, дел од овие проблеми за кои што зборуваме, во кои граѓаните имаат директен контакт со службеници, државни службеници, со архивари, со луѓето кои што можат да им помогнат или да не им помогнат. Колку тоа влијае на зголемување на корупцијата или на перцепцијата за корупцијата? Јас би рекол
не се работи за перцепција, бидејќи ние сме навикнале тоа да го опишуваме, не е баш така, не сме сите исти, наводно сите институции, но додека испитаниците така одговориле, а ние, значи, неблагодарно е да сега да ги оценуваме нив или да ги анализираме. Како што се одговорите, барометарот е тој и напротив, значи треба да се свртиме кон себе и да се запрашаме зашто е тоа така. Пак товарот паѓа на нас како службени лица, како функционери со јавни овластувања или раководни лица, бидејќи ние треба да ги убедуваме ако не е тоа така или да ги убедуваме во спротивното. Тоа што го спомнавте во врска со дигитализацијата. Значи, по мене, најбитно е да се направи проценка на ризици пред да се воведе таков систем. Бидејќи тоа е поидовната точка при секоја состојба. Значи, да се направи проценка кој ќе го спроведе и кој ќе го имплементира, дали имаме доволно човечки ресурси, дали се обучени, бидејќи тоа што ни се случува, цел овој транзиционен процес, проблемот по мене е клучен кај човечкиот фактор, односно управување со човечки ресурси, не е до секојаш до правната регулатива или правната рамка за сите процеси, па и за дигитализацијата. Значи, почнувајќи од избор, именување, назначување и вработување по овој систем, како што се прави, што ние веќе потврдивме веќе 2,5 години, преку предмети и анализи дека има влијание, дека не се почитуваат законите, не може да се создава, значи, јавна, отчетна, спремна, стручна администрација која ќе го имплементира процесот без застој. Бидејќи кај нас се случува при смена на власта, значи секогаш е присутна политиката и на законски начин, наоѓа начин да ги менува луѓето, да дистанцира луѓе, и ние никогаш не знаеме точно колку луѓе имаме стручни, како се поставени, што ќе ни одговарат за имплементација на еден процес. Не само дигитализацијата и интероперабилност е еден процес кој остана во моментов. Ево, ние, како антикорупцијска комисија, задолжително, со закон предвидено, да бидеме поврзани со 17 бази, сега додадува уште 6, 23 со над 60 под бази на податоци, за да го избегнеме ова што го правиме веќе 2,5 години, значи законот не се почитува. Еден предислов до сега исполнет, сме добиле простории каде што треба да се смести целата опрема и да се набави тој софтвер што е неопходен за процесот на интероперабилност, комуникација на така како што е поставено законски најбрз можен начин, значи да ги прибираме податоците за постување по нашите предмети и да се заокружи тоа со воведување на регистарот на службени лица што денеска го неаме и се уште граѓаните треба да знаат, ние се жалиме, нема друг начин како да се каже тоа, дека регистарот на службени лица што задолжително треба да е на електронски начин со сите податоци од именување, избор, именување и назначување и изјавата за имотна состојба и интереси, која сега е веќе првите 6 месеци, е готова од наша страна, не е воспоставена, така што веќе чекори времето по 2,5 години, ние не сме уште таму како што би требало да бидеме. Затоа сум скептичен на дигитализацијата која на овој начин ќе се воведе. Што е проблемот? Во капацитетот на администрацијата или во немањето едноставно желба да се направи ова, бидејќи Има неколку работи, Младен. Првен,
капацитетот на институциите, инфраструктурата, компјутерите внатре во институциите, колку имаме инфраструктура, да сме подготвени да можеме да даваме дигитални услуги. Од една страна, ја би рекла дека е клучниот проблем, вклучително приватниот сектор ги абсорбира луѓето од администрацијата во смисла на тоа дека не ни останаа многу експерти од областта на ИКТ, но и културата на институциите, односно подготвеноста на оние кои што треба да ги спроведат политиките, тоа да го имплементираат. Да ви дадам еден пример околу интероперабилноста и околу еден наш напор да дигитализираме заедно со Министерство за образование една услуга. Упис на деца во основно училишта. Значи, ја дигитализиравме таа услуга и сега во месец мај требаше децата да се запишат на училишта, одат двајца колеги од КМН од работа, едниот кој што работеше на системот, во училиштето му викаат донесете ги документите. Он вели не, таа услуга ја дигитализиравме, јас ќе го пријавам детето низ системот на кој што е достапен на веб страницата на МОН. Во тој систем не ви требаат повеќе документи. Еден од документите е извод на матична книга на родени. Многу е битно да знаат граѓаните дека тој систем на интероперабилност значи дека институциите меѓу себе комуницираат за да си ги земат документите. Значи училиштата не го прибавуваат од вас како граѓанин изводот на матична книга на родени, туку тие мораат да го земат од управата, од регистарот, позади тој систем на дигитализација, да го прибават по службена должност и вие само да отидете и да си го запишете детето во училиште. Во развиените земји се вели дека со администрацијата и со услугите се чекаваме 2 пати во животот кој ќе се родиме и на крајот на животниот век. Нели? А се друго, институциите треба да комуницираат меѓу себе. И еве ви велам, Министерството ги обезбедило сите предуслови, дека вие можете да ги запишете децата низ електронска платформа, вас училиштата не ве поддржуваат дигитално да го направите тој систем, бидејќи ви ги бараат документите во хартиена форма. Зошто? Они ќе ви речат на законот така не вели, ние мораме да ги архивираме документите, не сме подготвени да ги печатиме, да ги носиме во архива. Значи, ние градиме систем на дигитализација со закони од 18 век у 21 век, така да имаме една сериозна дискрепанца тука помеѓу законската регулатива, помеѓу комуникацијата на документи во институциите и конечно на крај граѓаните кои што чекаат пред шоферите. Да. А колку пари се трошат за оваа дигитализација? Да речеме, во изминатиот период претпоставувам дека за набавки, за софтвери, за сето она што е потребно, се трошат доста пари, а ние имаме искуства и од претходно и сега. Една администрација ќе направи еден портал, после тоа ги снемува податоците од тој портал, заради тоа што секој сака да си направи нешто ново и нешто свое. Не чувствувам еден континуитет на работата на тоа што треба да биде во делот на дигитализацијата. Да, и тоа е сериозен проблем. Сите кои што работиме внатре во институциите знаеме дека има безброј дигитални системи кои што почнале и неславно завршиле. Меѓутоа, повторно ќе речам и добра да е идејата, администрацијата е една клучна карика на владата во имплементацијата на незините политики на било која влада. Така да една професионална администрација треба да го обезбеди тој континуитет на промена на владата, да таа го одржи системот ако се испоставува дека тој систем е добар. Анализа од овој тип младен, еве центарот, ние како ЦУП често пати сме размислувале да направиме низ порталот на отворени финанси и јавни набавки, да видиме колку пари се утрошили у сите овие години за овие дигитални платформи, кои што, тоа се пари од даночните обврзници, кои што на крај не го доживуваат саканиот ефект, а тоа е да ги забрзаат процесите, да го подобрат времето на добивање на услугата за граѓаните, да обезбедат полесна комуникација, поголема ефикасност, задоволство на граѓаните, ја добиваш услугата преку телефон. Вакви позитивни примери, еве само што ова, извинете што да не го запирам времето, погледнете го во здравство, вакцинација МК. Па тоа е да сте горди на еден таков процес, би рекла, бидејќи се вакцинирате и во истиот момент ја подигнувате пријавата, ја симнувате на телефон, поминувате граница со некаков си документ кој што, значи, кој што сте го добиле.
Тука администрацијата покажува дека може и така добро да се организира и да обезбеди една брза услуга за граѓаните. И такви но позитивни тоа обично се примери случува има. кога има некоја криза Да, и тогаш да, може за да се жал. направи нешто. Кога работите се застоени, очигледно имаме и понатаму промоција на оној систем на владење и администрирање кој што може да генерира понатамошни проблеми. Вклучително и за ова го зборувам сега, заради тоа што директниот контакт на граѓаните со службениците овозможува поголем простор за коруптивни дејанија. Па видите, сега ќе почнувам од тоа што ние задолжително го сработевме согласно новиот закон, бидејќи порано се донесува државни програми, сега веќе е на некој начин сличен национална стратегија, но задолжително предвидено во законот кој треба да биде приклучен. Значи, невладиниот сектор и медиумите, институциите, значи и така се правеше подготовката и веќе се донесе националната стратегија за борба за спречување на корупцијата и суди на интереси. Значи, инклузивниот процес траеше негде 6 месеци, па и веќе беше изготвена, се распуши собранието, па некои мерки од акцијскиот план веќе беа на некој начин исполнети или беа сменети околностите, така што требаше уште еднаш да се работи и веќе на 18 април ова година помина во собранието. На националната стратегија и претходеше проценка на ризици по методологија, утврдена методологија. И баш конкретно издавање на дозволи, лиценци и разни документи е предвидено во националната стратегија да може баш на овој начин да се најде начин за да може да не се генерира состојби за корупција и привилегирани во овој случај, за да може да дојдат побрзо или на некој начин, на коруптивен начин. Но, по мене, пак повторувам, стана рефрен, тоа што го слушаме, транспарентност, отчетност, законитост, уставност и не знам што, интегритет. Во овие околности, во овој транзиционен процес, значи не е направено ништо по однос на мерит системот за да имаме јавна администрација која не и припаѓа на една гарнитура која е на власт или не се менува секој 4 години. Значи, таква проценка не е направена. Од каде го извлекувам ова? Ние имавме анализа ранливост на корупција при вработување, што веќе помина и вториот извештај, значи и малку напредок има во тоа, да се имплементираат тие мерки што беа предвидени со таа анализа и со препораките дадени до сите институции кои се затекнати во јавниот сектор. Во јавниот сектор мора да се воспостави мерит систем и создавање на јавна и отчетна администрација која навистина ќе биде стручна и ќе остане во системот, за да можеме да ги тераме процесите како што треба. Ево ќе ви кажам еден пример. Ние, кога објавивме јавен оглас 2019 година, се пријавија малку луѓе и имаше и прашања, значи, дали е местото за некого. Огласот што ни помина сега. Во антикорупцијската комисија. Да, огласот што помина сега за 8 места 197 луѓе. Тоа е индикатор кога луѓето веќе почнат да веруваат во некоја институција дека нема да се случи. Значи, вакви примери требаше да се дава и да ги имаме тие луѓе, бидејќи интероперабилност и дигитализација без IT поддржувачи, ја не знам како ќе се изведе. Бидејќи училиштата ги спомнавте, да, законската регулатива може да се усоврши и може да се ажурира. Но проблемот е во тоа што ако правите паралела во јавниот сектор, градинки, училишта,
каков административен персонал има. И гледајте другата страна, секој од институциите и општините, колку привремени вработени има. Значи, нема стручна администрација и затоа тоа ни се случи и забелешки за менување на закони на време од тамо. Никогаш нема фидбек, значи некој да се приклучи и затоа имаме раскорак. Зошто е битна во контекст на корупцијата, прашувате и дигитализацијава, повторно неколку примери кои што од пракса, од дел од нашите истражувања сме дошла. Во 2000, например, 9 до 2015, најголем број жалби во управни спорови имаше во делот на Министерство за образование за добивање на стипендии. Стипендии за школување тука, дома и во странство. И гледате сега, граѓаните се сомневаат, немаат доверба во институциите, се сомневаат дека станувало збор за одредена неправда, која што ја бараат низ судските постапки, при процесот на рангирање на кандидатите. И еве повторно еден позитивен пример од Министерство за образование, тоа е заради тоа што работиме таму, па и ги знам овие процеси. Сега Министерството и Министерката направија систем на дигитална апликација за стипендии, која што јасно утврдува одредени критериуми и каде што членовите на комисијата можат при тоа, седејќи на различни места, не мора да се во канцеларија, да ги гледаат документите и по критериумите да ги оценат кандидатите. Тоа, од друга страна, доведува до создавање на една заедничка ранг листа и вие тука сте го минимизирале на некој начин влијанието, непотизмот или како и да сакате и сте го подобриле процесот. Дали тоа ќе значи на крај најправедна одлука, не знам, ќе видиме, но процесот е подобрен. И таа дигитализација, велам, не само во услугите кон граѓаните, туку и во процесите внатре во администрацијата на еден ваков начин треба да ги намали овие влијанија за кои што ние ги знаеме. Да, но тоа е во сите сфери, предпоставувам, не е само во образованието, тоа е така и во судството, например, каде што имаме најлоши резултати од аспект на корупцијата, односно најголема перцепција за силината на корупцијата тамо. Така е, но и заради тоа што таа дигитализација ви ги одзема ингеренциите, ви ја намалува моќта и како административни службеници. Ве доведува во позиција да не правите преференцијален избор, да не користите релации, врски и така натаму. Таа може да земе и нечие работно место на крајот на криштото, па затоа имаме и кочење на овие процеси, можеби. Да, и не, сосем сте во право. Ние зборуваме, и тоа ми е многу интересно прашање, цело време зборуваме за дигитализација, при тоа отвараме работни места на наплатните станици на патиштата. Зошто не го решиме тој систем дигитално, како што е решен во сите други земи, поминувате низ плаќате или користите картица и така натаму. Значи, ние од една страна зборуваме за дигитализација, од друга страна таа повлекува одредена рационализација, ама тоа не мора да значи губење само на работни места, туку може да значи и реструктурирање, односно луѓето да подземат во други сектори каде што недостасува човечки капитал. Не секогаш неминовно дека морате да ги испуштите луѓето. Така да е битен процес, но битно е и ова Нури која што го зборува, професионализацијата ќе обезбеди, нели, континуитет, а не само мое твое во администрацијата и ќе го обезбеди тој континуитет на професионалност во испораката на услугите. Значи, би сакал нешто, бидејќи се спомна Балканскиот барометар пред тоа, од досегашната работа и мој впечаток е, навистина доминира непотизам, хронизам и клиентелизам при вработување, назначување, при именување, не се почитуваат постапките, малку се почитуваат нашите препораки, завршуваат препораките дека им укажале. Се јас не можам да разбирам да се крши законот, да има последици и да не се санкционира за да може да извлече поука другиот. Значи, си укажува на некој управен одбор, заборавил да објави оглас, па им укажавме понатаму да не заборавите, молам. Значи, не сме сериозни, политиката е во се. Сакаме, не сакаме, политиката не дава можност да се воспостави мерит систем
во целиот процес, мислам во целиот јавен и државен сектор, и кога се работи за судството, јасно барометарот по 7 пат, ако не грешам, значи овој извештај од декември 2020 до каде беше февруари 2021, значи се вели дека 81% од граѓаните оземат сметат дека судството во Македонија е најкорумпирано. И сега ќе ви кажам, баш вчера имаше завршна конференција на проект подржан од USAID Transparency International за зајакнување на правосудниот систем, соработката меѓу институциите, управување со човечките ресурси, и бев вклучен како предавач во еден од циклусите. И да ви кажам искрено, имам една дилема што го повторувам цело време. Како може ние и кого обучуваме ние? Мене ми изгледа ова преамбициозно, ми изгледа дека е сосема погрешно ние да продолжуваме на ваков начин, без да имплементираме закони, без да санкционираме, ние обучуваме и нема таква база на податоци докаде што сме обучували, какви и какви ресурси. Парите фрлени во не само ресурсите, пример, ресурсите е проблем да ги најдеш, бидејќи никој не води грижа, по инерција се продолжува на обуки. Ја не сум против обуки, но некогаш не се гради интегритет, бидејќи зборот интегритет некогаш толку филозофска дефиниција му даваме, што е многу јасен, биди значи отчетен, отпорен на корупција, биди чесен и штити го твојот личен углед и така ќе штитиш и угледот на институцијата. Ништо повеќе не треба да се дава тамо, да се реди толку фрази и такви презентации се прават. И сега во судството. Во судството... Задржате се тука мислата, одиме на куса пауза за реклами и се вратиме на судството со неколку прашања во тој сегмент реклами. Повторно во студиото на 24 отворено. Господине Бајрами, го спомнавте судството како еден од клучните посочени елементи кои што се негативно означени во барометарот на корупцијата. Зошто токму таму и зошто Македонија е на најниско ниво во регионот во тој дел? Па видите, ние имавме обука и баш беа приклучени на тема зајакнување на правосудниот систем и суди и обвинители. И дилемата е, значи по мене така и ја поставив како дилема. Значи работиме да ги исполнуваме европските стандарди заради Европа или заради себе и докаде сме, дали е воспоставен тој систем на интегритет што треба да е воспоставен и е обврска и законска и морална и етичка, значи бидејќи се работи и сме платени од народни пари, значи управуваме со интересот на граѓаните, со нивните права и обврски. И дали дилемата е дали судството е ефикасно, но си седи под сенка на нарушен углед, нарушена независност. Значи, има една дилема кој јас го барав од тие луѓе од Тафела. Бидејќи, ако го гледаме целиот правосуден систем од Министерство за правда до Комора на медиатори, значи, огромен дел од јавниот сектор, и гледаме веќе не фали ништо. Баш јас направив една евиденција да видам, значи, докаде сме, бидејќи често се надоврзуваме дека законот не чини, дека законот е таков, законот е ваков, а никој не зборува за својата обврска при донесување на законите, како може да придонесе да не ни е таков или ваков. Да ни е соодветен, бидејќи навистина долго време, цело време, секогаш ни се повторува дека не ни чини законот. Па сега ќе го носиме, ќе го средиме, па пак не е опфатено инклузивно секој, па на крајот некој ќе критикува и ние вртиме. Имаме добри закони после имплементацијата не ни чини. Проблемот е во тоа, ако сме учествувале, ако не сме учествувале, може да учествуваме, бидејќи најдобри пишувачи на законите по мене се имплементаторите, тие што секој ден се соочуваат, практичарите.
доста не ги пишуваат веќе законите само професорите. Молам, практичарите се тие кои треба активно да учествуват, за да можат да се избегнуваат такви одредби, што ние веќе имаме и законска надлежност, антикорупцијска проверка, но комисијата не е во состојба со толку луѓе да ја направи антикорупцијската проверка пред донесување на секој закон. Ние тоа го правиме по работа по предмети, кога веќе имаме неусогласност, неуредени дискрециони овластувања, тогаш веќе правиме извештај, го доставуваме до предлагачот и до другите чинители, за да имат предвид кога ќе има измени и дополнување, да може да се среди, да се елиминира таквите одредби кои генерираат суди на интереси, корупција или сомневање за корупција. Тоа што сакав да кажам, што ни фали сега во правосудниот систем? Ама баш ништо. Ама баш ништо не ни фали, бидејќи донесени се и стратегија за реформи, стратегија за човечки ресурси, во обвинителството имате закон од 2020 година, значи има етички кодекс. Има ли напредок во испораката на услугите во судството? Нема. Сега, дали правната регулатива е доволна? Правната регулатива е сосема доволна и мене сега не ми е јасно каде и што фали. Што ни фали? Нема да донесуваме само закони, треба да имплементираме. Има и етички кодекси, и усогласени закони, и сега фали интегритет. Едноставно, луѓето не би сакале да се вклучуваат во тоа и да докажат дека се независни, да докажат дека работат или да докажат што им пречи. Ние веќе воспоставивме комуникација поради тоа што е задолжително, морам да ни одговарат во рок од 15 дена, ако не, значи има и прекршачна и затоа добиваме информации и таа комуникација е воспоставена. Да, но и го спомнавме примерот кога бевме во канцеларија на изборот на судиите поротници и не само на тие, како тоа оди и оставен е огромен простор, да речем, сива зона во која што може да се манипулира со тоа. Значи, ние дадовме мислење, случајот Талир беше еден судија поротник, кој веќе учествувал во постапка, дека навршил 60 години, навршувал и дека треба да се пензионира, ама бил и член на некоја си политичка партија. Ние не кажавме дека нема суди на интереси, но политичките партии не вовлекуваат во она што нив им одговара. Сега некој си се поставува пред нашата врата и доаѓа и бара тоа да се направи брзо, и ако ние сме закасниле 2-3 дена, тогаш ние сме некои си слепо послушници, така беше кажано. Тоа е по мене класична клевета и јас им порачав еднаш, кога имавме една дебата, се не се сеќавам точно, но им порачав, пресконференција која ја презентиравме, ова мислењето им кажав дека тие треба да се вратат во нивните дворови и во нивните редови и да расчистат со себе, бидејќи тоа не е така. Ние многу добро објаснивме дека не е уредено. Не спомнав ја дека случајно дека не фали ништо. Правната рамка е заокружена и со последниот кодекс што е донесен за суди и поротници од Врховниот суд, што фалеше бидејќи беше од 2014 година. Во овој случај, судија поротник не може, во законот не е исто третиран како судијата што е пропуст. Значи, за судија поротник, ни во законот, ни во кодексот за етика на суди и поротници не е спомнат никаков услов, освен минимум услови да може да биде избран. Значи, најмалку средно образование и да не е постар од 60 години. Имало обид 2010 со имплементација од 2016 да бидат со високо образование судиите поротници и до 64 години, но 2 години вакуум, 2018 година пак се вратило на старото решение со образложение дека не можат, нема интересирани. И во овој случај има правен вакуум, ние немаме како, немаше каде да се повикуваме и затоа и тука јавно кажувам дека ние може би
толку сме способни, но слепо послушници не сме. Бидејќи тоа без аргументи е клевета. Некој треба да докаже дека е тоа така. И уште еднаш би ги повикал партиите да не вовлекуваат во нивните игри и да им служиме, бидејќи толку се можностите, ние сме натрупани со предмети, имаме и други обврски кои треба да седнеме и да решаваме, а мислењата секогаш имат предност. Со партиите знаете како е, во еден момент сте им Не. добри, во еден момент сте им лоши, Не, зависно ама од ова тоа беше каква тема клевета, седум луѓе слепо проблематизира. послушници, без никаков аргумент да се каже тоа, а ние стоиме, ги бројвме и слабостите кај што се, тие слабости може да се поправат со една измена, да се постават конкретни услови и обвинителската и судската фела да не очекува од 7 луѓе во антикорупцијска комисија да им држи предавање и лекции за управување со суди на интереси, кога тие се луѓе кои треба да постапуваат по нашите иницијативи за утврдување одговорност, односно кривично гонење, кога ние веќе ги потврдуваме наводите од пријавите или од пријавители по службена должност како надлежност наша согласно Законот за спречување на корупција и судирот на интереси. Уште едно прашање за вас, пред да се префрлам повторно на темата која што беше примарна. Денеска беше објавен предлог законот за отпис на камати на долгови и во јавноста веднаш се лицитира со различни тези за ова, дали предизборно тоа може да се толкува како подкуп на граѓаните? Тоа и без да е таа намера, објективно не е во ред, бидејќи добро треба да се подкрепи кои категории, значи на јавноста треба да му е јасно што се постигнува со тоа и затоа пред секои избори и се повторуваат ваквите работи, што по мене едноставно значи подкуп, ништо друго. Значи тоа е секако пред избори мерка која е оди во корист на политичките партии, бидејќи неблагодарно е према другите кои редовно плаќат. Добро, но така ако почнете, тогаш може да кажете дека и намалувањето на ДДВ-то за струјата е подкуп, од друга страна имате зголемување на цените на енергенсите. Не, ама да се дозволува, значи камати и долгови, и на крајот тоа да се брише во одреден период, не би рекол дека е во ред, тука има ризик, ако се проценува ризик за остварување некаква корист, односно има сомнеш. Малеска ќе се вратиме. Зборуваме тука за многу недостатоци во системот кои што постојано на некој начин го обременуваат тековното општествено живење и во работата, и во политиката, и во економијата, и насекаде. Колку во овој дел за кој што претходно зборувавме, овие недостатоци на системот се уште се една голема, клучна пречка, да речам, за да не можеме да се потегнеме нанапред кон некои по-квалитетни даватели на услуги? Еве, нешто да врзам во делот на ова што Нури го спомена во областа на судството, кои се дел од недостатоците. Како ја гледам на тоа, не сум експерт воопшто во таа област, меѓутоа од аспект на административните постапки. Кога го правевме ова истражување за управните постапки и сега во обидот со Сигма да прибереме податоци на што најмногу граѓаните се жалат во државата и како го остваруваат правото ни судската заштита. Сакавме да видиме по кој основ ги користат овие судски услуги. Тоа значи во делот на администрацијата отвореност на податоците. Значи, како што ви велам, знаете, според тоа истражување во кое што се огрдни, мајки ги прибравме податоците, ги броевме од извештаите на основните судови, управните судови, секаде кај што можевме да ги пребереме податоците, сакавме да видиме по кој основ граѓаните бараат судска заштита, зошто е битно ова прашање и од аспект на превенција на корупција и од аспект на подобрување на процедурите и системите, зашто гледате каде имате проблеми во системот. Гледате, велам, во управните постапки дека имало проблем во давање на стипендии, гледате дека имало постапки во обработка на стаж,
гледате дека имало проблеми во делот на пресметка на одредени привилегии и бенефиции и тој начин, низ тој систем на отворени податоци од страна и на судската администрација, вие можете да делувате превентивно, да ги подобрите и унапредите тие процеси генерално во различни гранки или во различни сектори и дејности. Вака, кога немате транспарентност на институциите, отчетност, особено во судската администрација, многу е тешко да се прибават тие податоци, ниту се јавно објавени, морате пешки да одите да ги гледате, а самите судови не водат податоци по основот на кој што постапувала. Во тој случај, и кога не се јавни, се разбира, во таа мера не можете ни превентивно да делувате, па на некој начин и да ги подобрите процесите во системот. Така да не е судството само, веројатно за мене како граѓанин, кој што велам само таа позиција, никако како експерт во областа, него како граѓанин, кога го гледам судството, мене тие дилеми ми се јавуваат како прво прашање, како граѓаните остваруваат таа судска заштита, колку брзо се разбира, ама и зашто најмногу се жалат. Па од тука барате во системот, внатре во институциите, каде се проблемите и се обидувате да ги решите тие проблеми. Така што по линијата на таа интерсекционалност помеѓу процесите е многу битна. Не можете само да го гледате судството без да ја гледате администрацијата или без да ги гледате институциите, приватниот сектор и така натаму, односно заштитата. Пола има за работа, ми се чини многу и за унапредување на овие работи и тука повторно доаѓа дигитализацијата. Па добро, ако тука има проблем, што можеме да направиме во тој сегмент да ги подобриме процесите? Еден од проблемите кои што ние ги слушаме на граѓаните се разбира за доцнетата правда, односно, нели, долгото време на процесуирање на постапките. И кога ќе се вратите назад во администрацијата да прашате кои се причините за ова, комуникацијата помеѓу институциите, например, не се одвива по дигитален пат, иако се донесе законот за општоуправна постапка, каде што ви вика дека електронската комуникација е службена комуникација, вие немате систем како доказниот материјал од една институција во друга да го доставите електронски, за тој побрзо да стигне до надлежните институции. Тука има судири, не можете да ги скенирате целата документација, немате техничка опременост, немате никаква поддршка и на крај... Дека и проблемот е и во тоа што различни институции се на многу различно ниво на развиеност во поглед на дигитализацијата. Едноставно, она што можем да го забележаме дека вие немате каде да се обратите за да решите одреден проблем од дејноста со која што еве сега сте зафатени. Да, меѓутоа има систем. Системот е, практиката на Европска Унија вика, ние се обидуваме да ги стасаме принципите кои што ги следиме во делот на јавна администрација, вика идентификувајте ги најчестите, најпроблематичните области. Направите приоритизација, идентификувајте ги најфреквентните услуги за граѓаните, направите таму подобрување, поодите во некоја следна област, идентификувајте ги во судството, практиките, каде што граѓаните, велам, имаат задоцната правда, видите кои се проблемите во кои сектори и решавајте ги таму. Така да тие процеси се апсолутно поврзани една со друга. Јас би додал само еден момент. Долго се збореше за нашата национална стратегија, бидејќи помина време не можеше да се донесе, па пак го вративме процесот, па пак ги приклучивме сите кои беа учесници, но овој пат преку забелешки секој на својот дел, бидејќи е по области и сектори, и тука и правосудството опфатено како област со висока корупција, значи ризиците така се поставени. И интересно беше баш кога помина значи на сите комисии соодветни во собранието, помина и во собрание, се донесе националната стратегија, а во делот урбанизам, животна средина,
ние дадовме забелешки дека ваквиот закон, како што помина за утврдување на статус на bespravно изградени објекти, да не се донесува веќе на таков начин и да не може да се протурка на таков начин како епизода на серијал. Значи, како почнавме, ќе губи смисла сето друго. Тогаш што вреди одобрење за градба. И замислите, помина. И имаше навистина голем интерес и во комисиите и во собранието, дискусии, ги имаме и стенограмите. И тоа, како да ништо не се случувало, значи се донесува законот, па тогаш веќе за среќа реагира многу и јавноста и организиравме дебата и сега се повлише да се доуреди законот, бидејќи навистина имаше одредби недефинирани кои се јасни ризици за корупција и нелогични работи кои не смеат да се случуваат и не смеат така да поминат, да служи како пример за понатаму. Значи, сега ќе видиме како... Кога има дебата, разговор и јавен притисок, работите се менуваат. И само ќе ми дозволите, бидејќи тука да не ми бега мислата, сега намерата на ние, бидејќи тоа што го правиме по предмети трае подолго, иако сме целосно отворени, иако седниците се јавни, навистина ништо не се случува да не знае јавноста. Значи се, од тоа што се случува на колегиум, се донесува, се објавува одлука, даваме известување. Во овој случај, намерата нас ние како комисија во делот на превенција да реализираме уште повеќе дебати. Еден таква дебата беше, но сега преселувањето и ќе видиме одморите за законот за потекло на имот, законот за градежно продажба, отуѓување на градежно земјиште и националната стратегија да го дискутираме со луѓе кои беа учесници, заинтересирани одделно по областите како што се и така ќе почнуваме со такви дебати да ги слушаме и на некој начин да видиме како може да се имплементира, бидејќи мораме сите, како што инклузивно учествуваме, така и инклузивно да го имплементираме. 10 секунди, ако може само. Неколку секунди, ве молам и комисијата да потикне малку повеќе дискусија за етичките начала на однесување на државните службеници, на јавните службеници во јавен интерес. Значи, некој пат премногу внимание на корупција се посветува, премалку внимание на промоција на вредности, на етика. Што значи тоа етичко однесување како државен службеник, како да го штитиш јавниот интерес, и тој момент, тој вакуум недостасува. Малку повеќе и фокусот на вниманието на вредностите за да градиме една отчетна институција во интерес на граѓаните. Сите, апсолутно. Како јавност и како она што се вика општествена одговорност. Почитувани гледачи, ви благодарам што бевте гости на 24. Почитувани гости, ви благодарам што бевте тука во студиото со мене.